Господине Ефремовски, се наоѓаме точно на местото каде што беше убиен Мартин Нешковски и точно на 2 годишнината од неговата смрт. Вие организирате протест денеска. Кажете ни што представува тој? На ова место точно пред 2 години од страна на полициски припадник на единицата Тигар беше убиен наш сограѓанин, еден од нас, од нашата генерација, Мартин Нешковски. Ова собирање денес по втор пат е всушност оддавање почит на него и одбележување на 2 години од првите поголеми масовни протести против полициската бруталност, протести после кои многу нешта во граѓанското општество и во граѓанскиот активизам се сменија. Ние се собираме овде вечерва по втор пат да одадеме почит, како што рековме, кон Мартин, но и кон сето она кое што тогаш го направивме, но и да потсетиме дека полициската бруталност и понатаму е присутна во нашето општество и дека ние мораме и понатаму да потенцираме и да го актуализираме ова прашање во општеството. Добро, вие протестиравте по смртта на Мартин, вие протестиравте подолго време, организиравте можеби над 100-200 протести. Можете ли да ни кажете, се сменили нешто, барем малку во однесувањето на полицијата? Промените кои што се случија во насока на хуманизирање на односот на полицијата кон сопствените граѓани се минимални, скоро и незабележителни. Но, она што е посуштинско, ниту едно од барањата кои што тогаш над 5000 граѓани ги упатија до припадниците на власта и до оние кои што раководат со конкретните институции не се реализирани. Имено, ние и тогаш и сега велиме дека полицијата не може сама себе си да се контролира. Механизмот на контрола на полицијата мора да биде надворешен, граѓански, односно цивилен. И тој да вклучува определен број на експерти, односно независно тело кое што би го контролирало полицијата однадвор. Не може самата полиција сама себе си да се контролира. Исто така проблем е и тоа што и тогаш, но и сега се уште се бележаат случаи на полициска тортура, полициска злоупотреба на овластување и положба и тоа доведува до многу лоши односи во општеството. Во прв ред граѓаните не веруваат во системот, а власта, односно полицијата владее на брутален начин. Здраво, кажете ни што се случи овде? Ова е Зошто го банер кој извадевте што банеров беше... од кантата за ѓубре? Овој банер беше поставен са Бајле, која беше пресконференцијата за полициска бруталност. Беше закачен на тоа дрво со бандерава тука и сега кога додовме го најдовме случајно гасејки цигара во корпа фрлен. Така да имаше и цвеќе исто оставено кој што го остави брат му на Мартин и тоа е трнато, така да... Тоа беше само пред неколку часови, така? Ова беше во 12 сат со Бајле, така отприлика нешто. Ќе го закачите повторно? Ќе го закачиме сигурно. Ќе го закачуваме секој ден од сега. Нека го тргаат и нека знаат луѓево, ако не им е срам, нека го прават тоа повторно. Ти си повторно на протест како и многу пати до сега. Што представува овој протест на денешниот ден? Овој протест да се докажат и по 2 години неправдите што не ги нанесоа сите институции. Најпрво самото убиство е од страна на припадник на МВР, тоест припадници. Истото и са Бајле покажавме слики со кои докажуваме дека се повеќе луѓе инволвирани од МВР за убиството. Покасно имаме исто и од институциите нивно заташкување со тоа што кажа дека не бил припадникот од МВР на работно место и не го обезбедувал, но тоа се докажува на секој можен начин дека биле работно активирани, ангажирани и ја трпиме маката како и многумина во Македонија. Лицето кое беше осудено за убиството на твојот брат е осуден на казна затвор. А дали си задоволен од тоа како се одвиваше судскиот процес и казната? Воопшто не сме задоволни ниту од судскиот процес, ниту од казната, затоа што и самиот обвинет Игор Спасов за убиството сакаше да каже дека се многу поише вмешани, значи и да ги наброи, но притисокот му го врше и на него.
за да замолчи. Тоа беше напоменувано на секое рочиште. Судиите го замолчи, обвинителите не сакаа да одат понатака, ни ги одбиваа нашите приватни тужби, одбиваа све можно само за да заврши се мирно во корис на властите и така натака. Добро, 2 години по смртта на твојот брат, дали органите на државата контактираа со вас, дали понудија некаква помош, некакво извинување, некакво објаснување? Кажете ни, накусо, имаше ли контакти со власта и дали сте задоволни од тие контакти? Сме немале никаков контакт со власта, никаква помош, никаква понуда, буквално никаква, значи, покрај тоа што имаме два члена од фамилијата изгубен, покасно и татко ми почина. Примете сочувство. Бог да прости. Поради убиството на Мартин, нормално ниеден родител не може да го претрпи тоа и така заврши и со татко ми случајот. И до ден денеска немаме никаква помош од власта, значи чак можам да кажам дека тие се наинволвирани за смртта и на Мартин и на мојот татко.